Фестивалот што го работам со мојот тим е еден многу голем предизвик за мене. Тоа е нешто што одамна го имам како идеја, меѓутоа можеби не чувствував ни спремност да го направам, затоа што станува збор за многу голем и сериозен проект. Во текот на годините, гледајќи алтернативен театар и правејќи алтернативен театар, сакав да има фестивал кај нас кој што ќе биде фестивал на театарски европски алтернативи, кој што ќе прикажува квалитетна програма за тоа што се случува во европските театри. Ова е всушност прв пат да говорам за фестивалот. Малку дел од програмата би открила, ќе има интернационална програма, студентска програма и нешто што се вика New Wave програма. Ќе има работилници, ќе има многу работи. Моментално јас и мојот тим работиме секојдневно на фестивалот, буквално сум насочена само кон тоа и со целото мое срце и креативност што ја имам, ги контактирам буквално сите мои пријатели кои што сум ги запознала во текот на годините, за на публиката да и приредиме едно незаборавно прво издание. Јас сум благодарна што некој ја препозна идејата и еве ни даваат шанса да направиме нешто, и искрено се надевам на поддршка на овој фестивал секоја година и да расте, едноставно да расте, бидејќи моментално навистина со голем кејф, со голем ентузијазам работиме на идентитетот на фестивалот, на програмата. Многу се радувам што кај нас ќе има нешто од ваков тип. Нема да откривам што ќе се случува на фестивалот. Ќе гледате сами, ќе се одржува во септември, комплетно онлайн оваа година, со надеж дека некогаш ќе биде и во живо. Така што ова е еден нов пат, креативен пат за мене, кој што верувам ќе ме порасне на едно друго ниво. Ние лани направивме еден проект Револуција во живо за време на пандемија. Тој требаше баш во живо да се случува, меѓутоа склоп на околности мораше да биде направено онлайн. Јас немав воопшто идеја тоа да биде интернационален проект, да учествуваат многу држави. Воопшто не ми беше тешко да го координирам и организирам тоа. Ми беше тешко да изберам кој ќе учествува. Сите што ги контактирав мои колеги од 5 држави со задоволство ја прифатија поканата, бидејќи секој од нас во тој период имаше што да каже. Многу ми е драго за овој проект, многу сме горди цела екипа што го направивме, некако интернационално се зближивме и си ги споделивме работите, кои што не мачеа во тој период, кои што ни беа пречка да создаваме. И сега имаме пречки, затоа можеби Револуција во живо беше мала припрема за мене да почнам и да се посветам на фестивалот кој што е голем предизвик и залак. Меѓутоа, не знам, важам за една претерано одговорна личност и мислам дека со уживање едноставно ги работам тие организацијски работи, правење на програма, организирање, контактирање и така натаму. Театарот е затекнат, беше и се уште е затекнат од ковид пандемијата. Тоа не значи дека треба да седиме и да не работиме ништо. Точно и тоа дека нашите национални институции и театри не се снајдоа добро.
првично проблемот го гледам во менаџерот. Значи, многу би било смешно и глупаво јас или некој мој колега, ајде да се собереме нешто да правиме. Прво, тоа ми делува крајно несериозно. Сметам дека целата иницијатива треба да тргне од менаџерот на институцијата. Секоја сериозна институција тоа треба да го направи. Театар. Не мора да се собереме физички, еве, нека не соберат, нека не прашаат, да не прашаат. Имате ли идеја? Верувам дека секој од нас ќе даде свое мислење, но пред се иницијативата треба да тргне од менаџерот на институцијата. Нели? Некои театри, наши театри се обидуваа да направат нешто и направија нешто, но тоа не е доволно. Тоа не е доволно. Morаме малку посериозно да пристапиме кон ова. Не можеме, еве сега доаѓа лето, треба менаџерите да си направат сериозна стратегија што ќе се работи, како ќе функционира театарот. Нема да заврши пандемијата утре, завтра или следната недела. Значи, конкретна програма, што правиме? Сите театри имаат големи ансамбли, нека не искористат. Да, точно е тоа дека мојата институција, Драмски театар, не е доволно. Воопшто нема искористено во позитивна смисла на зборот. Ние сме мала фела, сите се знаеме, сите тие луѓе знаат многу добро јас што работам, што сакам да работам и како се развивам од моето дипломирање до ден денес. Буквално немам престанато да создавам, така што да, сите знаат што работам, едноставно треба тоа да го искористат. На многу левели, како се вика, на многу полиња јас на некаков начин создавам. Така што да, немам некој друг коментар, мислам, едноставно не само јас, на ниво на ансамбл, на ниво на театри, воопшто не се искористени луѓето кои што работат таму. Воопшто. Тоа не треба јас да го коментирам. Треба да тргне од институцијата, да види какви луѓе вработел во институцијата и да го извлече максимумот од сите нив. Како, на кој начин, кој може да биде искористен. Креативно се разбира. На моје огромно задоволство бев поканета од Народниот театар во Крајова, Романија. Всушност некој ме препорачал, тие ме исконтактираа, како и да бев поканета да бидам една од 100 режисери кој што ќе представува државата на нивниот проект наречен Хектомерон. Станува збор за обработка на 100 приказни на Џовани Бокачо. Многу ми беше драго што имам таа чест и ми беше задоволство да ја представам нашата држава. Таков професионален третман, шанса, врвен фанатички професионализам немам доживеано кај нас. Немам доживеано, навистина. Ова е проект кој што романците го смислија за време на пандемија во овие 4-5 месеци. Цел нивниот ансамбл од 40 актери вработени во театарот, плюс техника, друг уметнички ансамбл, од режисери, драматурзи, шминкери, да не ги редам сите буквално над 100 луѓе, 4-5 месеци во турба работа, секојдневно работат како една машинерија. Секојдневно имаат премиери на сите представи. Работевме под многу голем притисок, да кажам, затоа што имавме само 7 дена да смислиме што правиме. Тоа значи 5 дена проби онлайн со актерот и 2 дена проби на сцена. Актерот е на сцена, мене ме вклучуваат онлайн и тоа се работи. Еве ќе ви пуштам сега едно
видео, чисто додека зборувам, да видите што тоа се случува всушност во позадина. Значи, цела една машинерија во позадина работи, затоа што актерите играат во живо. Значи, не е тоа снимка што ја пуштаат, туку сите играат во живо. Крај на јуни планираат некој 24 часовен маратон, каде што сите 100 држави ќе поминат. На нивниот, еве уште малку да видите, на нивниот сајт hektomeron.com можете да ја најдете и нашата држава и сите 100 држави да погледнете всушност за што станува збор. Ете, ова е за мене гениален пример за тоа како една сериозна институција, Национален театар, наоѓа начин во време на пандемија да работи. Запознав прекрасни луѓе, имав чест да работам со една многу талентирана актерка од нивниот театар, прекрасни луѓе, и ова за мене беше чекор напред во моето искуство. Никогаш не сум работела толку брзо и под креативен притисок. И ете, не знам што да искоментирам. Ете, нека го види некој примерот, едноставно нека го ископира. Литературата е полна, преполна со приказни како Декамерон. Не останува само тоа, да смислуваме и да работиме. Тоа е се.